Голема заинтересираност на прилепските земјоделци за ИПАР-2 програмата. Тие денеска на информативна средба со представници на Министерството за земјоделство во соработка со Агенцијата за поддршка на руралниот развој, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Општина Прилеп и Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион имаа можност да се запознаат со измените кои ги има оваа програма, особено во делот на растителното производство, каде што е внесено и пољоделството како можност за инвестиции. Сега можноста е дадена, значи поширока, поголем е бројот на култури со кои ќе може да конкурираме, посебно за нашиот регион, тука овдеки, значи Прилеп, Кривогаштан и Долнени, каде житните култури ни се ги имаме во доста големи површини, скоро секое семејство има вакви површини, минималниот праг е лимитиран на 10 декари, така да 10 декари е површина која скоро секое земјоделско стопанство ја има. Тоа значи дека и секое земјоделско стопанство ќе може да аплицира конкретно за овие култури. Сточарите не се запоставени, значи и тие се земени во предмет. Градинарските култури исто така се земени, посебно тие не се карактеристични за Кривогаштанскиот регион. И се надеваме дека во наредниот период ќе имаме доста средства искористени. На информативната средба присуствуваа и голем број земјоделци кои веќе имали искористено средства од ИПАР програмата, кои ги споделија своите позитивни искуства. Вела дека планираат да аплицираат и за средства од ИПАР-2 програмата. Ние значи два пати ги користиме овие средства. Сега за процедурата малце ме прашавте за процедурата, тоа накратко можам да кажам дека процедурата не е толку едноставна, си има правила, доколку се придржуваш кон тие правила, тогаш е едноставно. Има интерес и повторно ќе се аплицира и на овој оглед. Исто за преработка на машини, ќе се домодернизираме. Значи за домодернизација во самата фабрика. Вакви информативни средби со земјоделците за ИПАР-2 програмата, освен во Прилеп, планирано е да се реализираат и во општините Могила и Битола.